Значи, отприлика секоја година во овој период имаме зголемен број на пациенти и на прегледи. Обично во овој период има понекаде од 80 на во вечерни смени или до 150 ако се најдат викендашки, например, во дневна смена. Но иако мислам дека оваа година имаме прилично помал број на пациенти во споредба со минатата година, каде што имавме еден алармантно голем број на пациенти, оваа година е за нијанса помал. Во дежурната служба на итна медицинска помош се соочуваме со пациенти што со секакви симптоми што идат, но најчесто во овој период имаме некои симптоми на покачена телесна температура, некоја малаксаност, болки во зглобовите, во мускулатура, се жалат на сува кашлица најчесто, намален апетит и придружено со други симптоми може да има и болки во грло и слично. Дали тоа се симптоми на грип, вироза, не знам да ни објасните, или пак ова се некои редовно хронично болни, не знам. Во глобала да, значи имаме пораст на пациенти со сезонски грип и како и секоја година, нели. Примарна здравствена заштита ние препорачуваме, нели, да првично да се согледа да се превенира појавата на болести и да се преземат мерки за водење на здрав живот и здрави животни навики, балансирана исхрана, примање на течности, физичка активност, консултации со матичен лекар, следење на нивните препораки, консултација со нас, како во дежурна служба. Значи, во однос на терапијата се препорачува земање на почесто симптоматска терапија, како антипиретска терапија, парацетамол, аналгини, слично, антитусици може да се земат, сиропи за кашлица, слично. И сакам да наведам дека не е препорачено воопште земање на антибиотска терапија на своја рака, без препорака од матичен лекар, бидејќи грипот е вирусно заболување и не се лекува нема ефект од антибиотска терапија, а само правиме повеќе штета